сега сме кратkoтрпецки, раководител на сектори за природа во Министерство за живот и средина и просторно планирање. Нашата институција силно ги поддржува ваков тип на настани, како што е оваа денешна интернационална конференција за природа, а каде што имавме прилика да слушаме различни панелисти од различни области, што ви кажа своите ставови во насока на подобрување на системот за управување со природа во нашата земја. Од ова што можеме да резимираме од денешната дискусија е дека 4 сфери се многу битни за да на некој начин подобриме управувањето со природните ресурси. Пред се регулирање на законската легислатива, односно на носење на новиот закон за природа, кој што во најголем дел ќе ги регулира сите оние потребни усогласувања кои што се со Европската унија, но и во насока на исполнување на меѓународните парања на конвенции кои што се во делот на заштита на природа. И се надевам дека многу скоро време оваа законска легислатива ќе влезе во процедура и ќе биде донесена. Вториот заклучок од денешната конференција е во насока на некој начин реформи во системот. Сега бидејќи овој систем можеби треба да има подобрување и она што сите извештаи кажуваат дека треба да се размисли можеби за формирање на нова институција, завод за природа, како што беше во минатото, која што некој начин ќе даде придонес во подобрување, односно поголема контрола на се што се случува во делот на заштита на природа заштитени подрачја, во насока на давање насоки како и за случаен надзор. Третата работа што е како важно е тоа што се дебатираше дело за финансирање, иако имаме напредок направено, но сепак не е доволно во насока на доволно обрување со биолошката разновидност и заштита на природата. Системот мора да генерира, односно да понуди финансиска рамка и тоа ќе го правиме со нови активности кои што е генериран преку нов проект Биофин, каде што ќе имаме реформи во финансискиот систем, каде што ќе процениме сите оние трошоци кои што се природа и ќе ги вклучиме во вистинска насока. И четвртата работа е дело за соработка. Природата не познава граници, ристот се движи од еден национален парк во друг, така да во една држава во друга, така да таа соработка е неминовна. Соработката меѓу институциите е важна, соработка меѓу државата, соработка еве ние како министерство даваме голем придонес и во регионалната соработка со донаторите, така да сето она доколку се потрудиме да секој најде начин на добра соработка и исполнување на задачите, се надеваме дека на некој начин ќе имаме добар систем кој што ќе понуди правилно управување со нашите природни ресурси. Благодарам.